ќе треба да знаете дека ако Мицковски продолжи со ваква реторика, дека мора се подготвени за сериозен бойкот на изборите. Само така нема да дадеме легитимитет, нека излезат, тие ќе направат влада и со 10% ако излезат на гласање, ќе ги поделат меѓу себе мандатите, ќе направат влада, ќе направат се, но ќе немаат легитимитет. Затоа да поракава мора да ја пренесуваме дека сме подготвени и тоа сериозно за бойкот на овие избори, ако и ќе агитираме колку што можеме повеќе. Диаспората не е за фрлање и ќе издействуваме бойкот да биде сериозен. Добар ден, почитувана публика, и добре дојдовте во најновото издание на видеоподкастот Гласот на Слободна Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски, со мојот секогаш верен соговорник Јордан Петровски. Добар вечер. Добар вечер. Вечерва со малку пократко издание. Еве, значи откако веќе беше објавена де факто кампањата за предвремени избори, колку 6-7 месеци во иднината, веќе започна кампањата започна. Да. Лидерот на така наречената опозиција Христијан Мицковски сега имаше некој интервју на Слободен печат, кое сакаме да го продискутираме и да опишеме што е погрешно во неговите ставови. Ќе се здржиме само на еден сегмент, нема да одиме на целото интервју, бидејќи ќе одиме на најбитното, она што и во нашата минатата емисија многу зборевме за тоа, за дека треба партиите да земат јасен став, кои се суверенисти, кои се федералисти или интернационалисти. И за да не лутаат граѓаните, гласачите, еднаш да се преброиме, да видиме кои сме и каде сме. Така да ќе се задржиме само на сегментот за најболното прашање през Панскиот договор. Да. Може да одиме. Може, повели. Ајде да договориме да не старе економскиот криминал. Да нема застарување на тие дела. Ако има економски криминал, да се одговара и да не биде тоа само избрано или именувано лице. Ајде да видиме што се случува во бизнисот, во администрацијата, во правосудството. Ние денеска имаме во администрација административци со по неколку станови, викендици, вили, возила и така натаму со плата стекнат. Да видиме како ги стекнале. Дали ги наследиле, дали ги добиле како подарок. Не имаме суди и обвинители кои што располагаат со сериозни имотни листови, да видиме како ги стекнале од плата, ги наследиле кредит. Тоа држиво, тоа е голем процес, тоа ќе треба да се занимаваме сите. Ако не го ресетираме општеството, ние не можеме да одиме напред. Ние мора да го ресетираме општеството. Учете на успешни примери, видете во Естонија каков бил примерот. Видете каков бил во Сингапур примерот, Кореја. Видете го примерот, ке речете афричка земја. Видете го примерот во Руанда за reconciliation, што не вика странците, односно за помирувањето. Ке речете, можеби некој ке рече, види го изборува за афрички земји. Видете го, тој е успешен пример. Тоа е она што нас треба, се е смислено, само треба да го адаптираме на нашите специфики. Тоа е она што ќе го направи ВМРО-ДП. Концесија нема кон никого. Кон никого. И не постои таков кој што ќе рече, овие политичари имаат концесија. Одговорно ви тврдам. Добро, вклучувајќи го и Никола Груевски. Вклучувајќи го секого. Кога велам никого, мислам на никого. Нула. Бројка во математиката. Уште малку да се вратам на стратешкиот интерес членството во Европската унија и во НАТО. Рековте НАТО кајде Белкин ќе биде. И на минатото прашање потврдивте и сами дека вчера постигнавме консензус, договоривме за ова. Апсолутно, но ќе да кажам, оваа власт и реакциите на политичарите од земјите членки на Европската унија, на шефот на НАТО,
беше храброста за промена на името, дека храброста на договорот со Грција и со Ама не е тоа Бугарија. храброст. Само нивните зборови ги цитирам, веројатно вие ги слушавте, значи следите вестите. Има Тоа е исто како и за Лопов да влезе во банка да украде 1 милион евра и ако не го фатат бил храбар украл Значи, милион евра. Ама направил кривично дело, направил злоста. како позитивен исчекор во на тој пат на евроатлантска интеграција. Доаѓаме до тоа што говориме национален интерес. Дали се Тоа не го реши нашиот проблем. Тоа е најголемиот проблем. Тоа не го реши нашиот проблем. Еве резолуција на Бугарскиот парламент. Тоа е моето прашање. Значи вие утре сакате да освоите власта, ќе дојдете на една маса на која што има некаква трпеза. Ќе треба да ја расчистите или ќе продолжите со истото јавење. Значи дали можеби вам не е здолевно тоа прашање, но веројатно треба да слушнеме секоја емисија различно. Ќе станете пример на Република Северна Македонија. Некои од вашите подржувачи чекаат договорот да го скинете и да го фрлите. Како тоа ќе се одвие, бидејќи тоа е легитимно прашање, говори и податокот што Антонио Милошевски за еден германски медиум точно на ова прашање одговара. Значи треба да знаат и вашите подржувачи што ќе направите со тој договор и со името. Ние сме биле јасни, гласни и ќе останеме јасни, гласни и искрени кон сите граѓани на Македонија. Одговорот на вашето прашање е политички и математички. Еве ќе го поделам во два дела. Политичкиот ВМРО-ДПМН не учествуваше во овој договор, како што и самите го поставивте прашањето, не успеавме тогаш да постигнеме компромис, затоа што и тогаш и денеска мислиме дека тој е штетен договор. И тогаш и денеска мислиме дека тој договор не е одговор и не е решение на проблемите кои што ние ги имавме со нашиот јужен сосед. И тогаш не било храброст, туку по мене нешто друго било. Носењето на овој договор. Прашањето е што овие договори овозможија да нашите соседи кои што имаа политички проблеми со нас да стекнат права. Да стекнат права. Тие договори се подпишани и тие договори сега они стекнале права како наши соседи кои што имале проблем со нашата држава. И ние како ВМРО-ДПМН не сме учествувале во тој процес. Добро. Учествувал некој друг политичар. Да, вие рековте, постои трпеза, тоа ќе биде што ќе направите, да, за текното право. Так. Еве имаме два пата. Едниот пат е доколку ние математичкиот сега дел ќе го кажам, доколку ние освоиме 80 пратеника и доколку имаме услов Бадинтер, што се два услова потребни за да еднострано го ревидираме, ја ревидираме содржината, тогаш можеме да донесеме одлука политичка дека одиме чекор назад. Доколку тој математички услов не е исполнет, единствено нешто што ни преостанува е Македонија на брза трака, дел од европското семејство на народите, па од натре да ги менуваме работите. Инаку доколку ме прашувате за реалноста, јас не би бил дел од реалноста во Македонија и да кажувам дека тоа не е така како што вие велите, бидејќи Значи, да тргаме од позади. Не, делов што е за економскиот криминал, Да. ќе го одговориме во дискусијата за вториот дел, за Преспанскиот договор. Да, па добро, затоа Да, така да ќе почнеме нема да тргнеме од таму, иако е први тој дел. Да. Вчера се одржаа избори во Канада и тука еве на изненадување на сите победи повторно Џастин Трудо. Да. Џастин Трудо, катастрофално непопуларен политичар, многу сличен на Зоран Заев. Да. Успеа да се докрепи до власт повторно, пред се поради тоа што опозицијата овдека беше неефективна. И мене многу ме потсетува лидерот на опозицијата со Мицковски. Така и Мицковски вели ќе даде јасен и гласен одговор на она што сака да го прави, па започнува со раскажување на некои долги приказни, за на крај да даде еден одговор кој што е многу опасен и погубен за Македонија. Тој вели дека за решавање на проблемот со името, дека се можни само две опции. Вели едната е математичка, другата е политичка. Тоа чудно некако не се согласува со она што го изрече Милошевски во интервју за еден германски вестник. Дали да одиме првин со тоа? Тоа е кратко на Милошевски. Да. Прочите го ставот на Милошевски, изјавата на Милошевски што кажа. Да. Значи прашањето е вака. Исто како и вашата партија ВМРО, и вие консеквентно и натаму го носите државното име Македонија.
односно вие натаму го користите државното име Македонија. Доколку вашата партија победи на следните избори и ја формира следната влада, дали таа ќе се обиде да го поврати процесот на промена на името? Милошевски вели следно: има 3 можности на нашата држава да ја го вратиме нејзиното име Македонија, но сите тие се многу комплицирани. Една можност е Уставниот суд да ја поништи спогодбата со Грција. Тоа би се случило врз основа на референдумот од минатата година, на кој немаше мнозинство за промена на старото име. Потоа тука се и оние пратеници во нашиот парламент кои под принуда, закани и уцени, значи против нивна слободна волја, гласаа за промена на името. Тие се соочуваа со закани за затворски казни од страна на специјалното јавно обвинителство или судии под контрола на власта ако не гласаат за промена на уставот. Доколку по промената на власта најдат храброст јавно да одговорат за тоа и јавно да проговорат за тоа и да се обратат до државното обвинителство, би можело да се промени атмосферата и да се девалвира тогашното двотретинско мнозинство и повторно враќање на претходниот устав. Значи Милошевски нуди правно решение. Правно решение. И кое што според нас е единственото решение, бидејќи Моје единствено согласување со оваа изјава негова е што вели дека тие опции се комплицирани. Не. Тие се неопходни и тие се многу брзи, најефикасни и ќе бидат признаени од целиот свет, демократски свет. Но да се вратим малку, јас многу ми е интересно во оваа изјава на Мицковски, вели дека за се се измислени веќе сите решенија. Да. И јас верувам дека се измислени. Да. И дека се применет. ВМРО ДПМН решението за враќање на името и за поништување на резолуциите 817 845 го имаше и пред изборите 1994 година. Бойкотот на изборите се случи баш заради тоа. За ова можам јас да зборувам од онак се случуваше во ВМРО ДПМН. Што се случуваше во ДП на Гошев, но во ВМРО ДПМН можам да гарантирам дека главната причина што ВМРО ДПМН се одлучи на бойкот на вториот тур на избори, кога беше јасно дека ќе освои ВМРО и ДП на Гошев, 37 пратеника заедно, значи под двотретинско, да не можат никако да го оспорат работењето на парламентот, беше јасно дека тие само ќе служат како декор во собранието. No. И ќе ги легитимираат одлуките кои ќе ги носи СДС и ПДП во тоа време. Да. Дека тоа е така, ова што го зборувам, да слушателите и гледачите да не мислат дека јас сега измислувам нешто, постои, за среќа, интервју на Доста Димовска, кој е објавено на 8 февруари 1995 во Нова Македонија. Ќе го побара таму интервјуто, мислам дека се вика не прифаќаме да бидеме алиби на Сојузот. Така е насловот на интервјуто. Да. Од овој текст имаше извадено изјави. Два битни дела. Да. Вака вика таа. ВМРО не прифаќа да биде украс во нелегитимно избраниот парламент, да биде алиби на Сојузот во спогодбите со ПДП и легитимација на диктаторскиот режим пред меѓународната јавност дека е демократски. Оттаму, сите договори од фундаментален и стратегиски национален интерес за македонската држава што ќе ги склучи нелегитимната власт се невалидни. Значи, оттаму сите договори од фундаментален и стратегиски национален интерес за македонската држава што ќе ги случи нелегитимната власт се невладини. Сега, во првиот дел вели дека нелегитимно собрание, така ли вели? Да. Да. Да, нелегитимно избраниот парламент. Парламент. Дали легитимен е парламентот? Пратениците се легитимно избрани. Да. И до тука. Да. За разлика од 1994 година. Да. Сега се пратениците легитимно избрани, но парламентот веќе од тој момент кога го избра Тајат Џафери за председател на собранието,
Да. е нелегитимен, бидејќи со државен удар избра председател на собрание. Да. Кој прекрши деловникот, одржа седница која не беше според процедурата. Да. Од таа седница ден денеска нема записник. Не се знае како се гласало, кој гласал, нема ништо. Значи, имаме скоро иста ситуација, само со мала разлика. Да. И тогаш ВМРО, да помне, за да не даде легитимитет, ги бойкотираше изборите. Сега имаше повици до Мицковски да ги повлече пратениците од собранието, за да не му даде легитимитет. Тука е првата грешка на Мицковски. Да. Јас, после ова изјава, сега малку дигресија, се договоривме да го правиме ово интервју за да разбиеме уште една непознаница. Да. Дали Мицковски ова го прави сето од непознавање на многу работи, Да. или го прави сосема свесно да ја исполни задачата која има Заев, која има Курто и Мурто. Статистички невозможно е секој пат грешката само да ја прави. Да, сега викаме ние сме Да фрламе коцка или да вртиме паричка. и да падне калач. Да. Комац вика Секој пат. И секој пат и да секој падне. падне калач, али еве викаме дека велиме дека еве даваме лехи. Значи решението сме го ВМРО ДПМН го имало. Да. Сега, зошто не е спроведено 98 година, нема да навлегуваме, бидејќи, а тоа е и ситуацијата од тогаш навака, веќе превладуваат други интереси, освен македонските, кај врвот на ВМРО ДПМН. Да. Лупшо заборава, доста заборава на ова, зашто е правен и целото водство на ВМРО од 94 година, заборава зашто е бойкотот. Да. Како и сега што заборава Мицковски дека оваа влада е нелегитимна. Да. И прифаќа избори и прифаќа да остане Заев на власт уште 2 месеци до 3 јануари. Значи, имаме многу сличности, Да. но ние сега навлеговме во дискусијата, заборавивме да ги критикуваме, односно да ги прокоментираме двете решенија на Мицковски. Математичкото е невозможно. ќе го дискутираме сега. Јас ова свесно е Да. само да ги подстав луѓето да прават споредби. Да. Инаку ние не сме ни почнали со Да. битото. Да. Сега само правиме еден така малку да ги воведеме гледачиве во она што зошто се случило ова така. Да. Дека сепак според мое длабоко убедување. Јас едно е што викам дека треба да му дадеме шанс, но моето убедување е сосема друго. Бидејќи јас досега му пратив на Мицковски 2 отворени писма. Да. Нашето објавување на материјалите за Гордана Силјановска Давкова како кандидат и беа исто така јасен показател дека Мицковски воопшто работи за сосема нешто друго надвор од она што е идеологијата на ВМРО и заштитата на Македонија. Да. И затоа сега сме најасно. Да. Сега се враќаме да Да. препочиме. Значи, овие работи околу ги завршивме со... Да. Океј. Каде одиме следно? Па решението на Мицковски да ги предискутираме. Океј. Значи, првото, математичко решение. Па политичкото го каже и тоа Ќе дојдеме и до тоа. да. Меѓутоа Математичкото е математичко. битно. Значи, тој вели да освои, тој го условува, значи, македонскиот народ сега, Да. да му даде 80 пратеника на изборите што идат. И плюс 20 од бандитер. Значи 20 од малцинството. Аха. Се. Од заедниците, како се. вика таму. Постои ли случај во историјата на македонскиот изборен систем каде што една партија освоила 80 пратеници, 80 пратеници плюс двојцата ќе видиме бандитеровци како ќе ги најдеме, или можеби ВМРО ќе кандидира двајца, Не може мора да бидат од друга партија. Да, тие се Значи, од таму, тие заедниците. сега.
која е веројатноста дека тој може како партија или па дури како коалиција да Нема освои теоретска 80? шанса. Единствено ако парламентот се зголеми на 300 пратеника, па тогаш да освои ДПМН 80 пратеника и Бадинтер од нацистите да биде 30-40 луѓе, па 20 да лесно ќе најдат тие. Но сега во оваа констелација 120 пратеника. Теоретска шанса нема да освои 80 пратеника. Премногу голем, премногу, мислам, не можам да замислам во кој систем кој би можел така. Нема теорија. Така да особено, значи имаме во Америка двопартиски систем и обично е 52 на 48, никој пат не е. Сега тој бара, значи 80 на 20, тоест 66 на 33 бара. Бара она што не е возможно. Да. И јас сум чист. Не ми дадовте вие како што Груевски. Да. Не ми дадовте 61 пратеник, не. Да. Значи првото решение е невозможно. Невозможно. И тука е И е многу перфидна една измама каде што, како што викаш, својата одговорност ја префрла на другите. на другите. Второто решение е политичко. Значи тој вели, ајде сега уште да забрзаме, Да. пошто позабрзана процедура да влеземе во Европа. Како тој замислува таа забрзана процедура, бидејќи секој тоа се зборува во македонската јавност веќе со децении забрзани процедури и не знам што. Такво нешто не сме виделе, Не. особено во пристапот на ЕУ кон Република Македонија, кон ФИРОМ, кон Северна Македонија. Јас денеска напишав текст и од него многу јасно се гледаш кои се ставовите на Франција. Можете да го побарате, ќе ставиме линк на емисијата до него. Тоа ово одесување на Франција не е од сега, не е на Макрон, сакам да кажам. Ова е државна политика на Франција. Политика која ја спроведувал и Саркози. И тука завршува се. Нема, прочитајте го текстот да не губиме време, да не ви одзимам време. Сега ќе се вратиме на битното. Како треба да се реши, како може да се реши без проблем да се поништи Преспанскиот договор, да се поништи и резолуциите на Обединените нации и времената спогодба. Значи комплетно се што е подпишано во врска со името и од владата на Црвенковски и покојните Глигоров и Стево Црвенковски, министр за внатрешни работи, па до подпишувањето на Преспанскиот договор. Кога Мицковски вели дека се е измислено, да, господин Мицковски, се е измислено и применето е веќе во практика. Вие верите, Естонија успеала да направи, да го казни економскиот криминал, ама не го кажувате патот како го направила тоа. Ја спомнува Естонија, не ја спомнува Латвија. Не ја спомнува Полска, не ја спомнува Чешка, не ја спомнува Источна Германија. Земите кои ја применија резолуцијата 1096, кои спроведува лустрација. И така ги расчистија и економскиот криминал, и политичкиот криминал, и прогоните на политички неистоmišteници, се со еден потекст се средија. Да, и во Латвија го имаме и конечното решение, Да. забраната на комунистичката партија. Сега, ама, забраната на комунистичка партија е всашност она што треба да го направи. Зошто е направена забраната? Тоа е најбитното. Значи, Судот за човекови права, жалбата на еден член на комунистичката партија на Латвија, кој се жалел за забраната, бидејќи неговото човеково право е повредено, мора во Страсбург се оди поединечно, не се оди како организација. Многу јасно одговорил. Ќе прочиташ параграфот 26 и да почетам. Ова мислење, ова што како прочита Душан, е пратено на Врховниот суд на Македонија 2011 година. Го имале сите новинари во Македонија, го имале сите невладини организации во Македонија, Хелсински комитет, Најчевска и компанијата Милчин. И слушнете што говори во него. Зошто е забранета комунистичката партија на Латвија? Еве што вели параграф 26.
Венецијанската комисија забележува дека Европскиот суд за човекови права во една прилика одреди дека примена на лустрацијски мерки во однос на дела сторени после завршувањето на тоталитарен режим биле прифатливи и не ја нарушуваат Европската конвенција за човекови права. Секунда, само тука ќе прекинеш да објасниме нешто. Венецијанската комисија даде мислење, секретарот на Венецијанската комисија даде мислење дека во Македонија тоталитарниот систем комунистички останал на власт и после 1991 година. Така да ова што го чита Душан сега, се однесува за Македонија и после период 1991 година. Да. Во случајот Жданонка против Латвија, централното прашање беше статутарна одредба која забранува на лица кои активно учествувале после 13 јануари 1991 година во Комунистичката партија на Литванија да учествуваат на парламентарни избори за 1998 и 2002 година. Одредбата била донесена од парламентот поради тоа што кратко време после декларацијата на независност на 4 мај 1990 година Комунистичката партија на Латвија била вмешана во организирање и спроведување на државни удари во јануари и август 1991 година против новоформираниот демократски режим. Па сега, да ги подсетиме нашите гледачи. Григоров, иако беше обврзан по устав, требаше да му го, по тогашниот устав, мораше да му го даде мандатот, само да го даде мандатот на партијата која беше победник на тие избори. Значи, мандатот мораше да го добие Љупчо Георгиевски. Да мора да поменем на Љупчо Георгиевски. Григоров го одби тоа. Тој бараше да ги оценува кандидатите за премиер. Нонсенс. Значи, тој се зеде да прави влада, експертска влада. Тој стана мандатар. Човек кој не е избран, кој не беше избран на непоследни избори. Да. Значи, тој се постави над парламентот, над избраните пратеници, над уставот. Државен удар, нонсенс. Мицковски нека се посоветува со некој правник, ама не од Македонија. Однадвор, посебно од овие држави, Унгарија и Шведска, кои не ги дозволи испорачувањето на Груевски и на Дејан Давидовски за 27 април. Ќе му објаснат што е државен удар. Потоа имаме втор државен удар. Рушењето на владата на експертската влада, кој беше легитимно, рушењето да. Но, постоеше уставен закон, во кој беа прецизирани, затоа што кога почна да се растура да се самостои Македонија, таа донесе уставен закон. Додека да се донесе уставот. Без уставен закон не можеше да се носи устав. И во уставниот закон беа предвидени тие такви случувања. И во уставниот закон во член 10 јасно пишува дека експертската влада кога ќе падне или кога ќе се распушти или кога ќе заврши мандатот, се распишуваат избори. Григоров не дозволи да се распишат избори. Одлучи повторно да го прекрши уставниот закон. Значи да направи државен удар. Тоа е второто. Сега го даде мандатот на ВМРО ДПМН. Љупчо Георгиевски за 3 дена го врати мандатот, не можеше да обезбеди мнозинство. Мандатот му го даде на СДС Григоров. Гошев го чуваше мандатот преку дозволениот рок од 20 дена. После 25-тиот, 26-тиот ден го врати мандатот, бидејќи тој не успеа да... Тој кажа јасно зашто не сака, бидејќи му беше сугерирано кој луѓе да постави во влада, и тој не сакаше. Григоров наместо мандатот да го даде на или да веќе нема мнозинство, тој повторно го дава на СДС.
Тоа се за 2 години 3 државни удари. И сега 94-та Фалсификување на избори. со тежок фалсификат доаѓа Глигоров на, бидејќи сме го објаснувале тоа, да не има многу време, но имаше за Глигоров можеше да гласа кој сака. Го запишува во тетрадка и таму тие што тие беа луѓето на Глигоров за да му донесат гласови. Да. Кога требаше да се вметнат тие луѓе во избирачкиот список, да се пресмета дали има 50 плюс 1% од гласачите гласове за него, тие луѓе не влегоа. И мислам дека на таа ДИК поднеса оставки 20 членови во ДИК и дека тој записник за избор на Глигоров не е потпишан. Јас сум сигурен, но мислам дека не е потпишан. Значи, за ова што се случуваше сега со изборот на Заев, да не зборуваме. Имаме избор на Талјат. Да. Имаме Венецијанска комисија го оспорува законот за јазици. Имаме водење на преговори од според законот не може да водат преговори, не може да водат Заев и Димитров преговори, мора да води Иванов. Да. Купувањето на пратеници. Да, па и тоа е еден вид на узурпација. Па, се тоа државни удари. Да. Председателот е легитимно избран на непосредни избори. Да. Не може никој да му го одземе мандатот на него на таков начин, премиерот, кој е политичка функција. Да. Така да сега купувањето на пратениците, референдумот. Да. Се тоа државни удари. Да. Сето тоа е узурпација на уставот. На уставот, да. И еве сега Сам, тука да разјасниме сега некој ќе скокне, ама неуставни закони се носат. Не, тука зборуваме за закони кои што се носат на противуставен начин. Да. Не е само да законите се противуставни, не, тоа се случува. Да. Често пати уставниот суд ќе го поништи. Тука зборуваме за донесување на закони против процедури и против устав. Да. Тука е проблемот. Значи свесно непочитување на уставот, свесно непочитување на законите, на деловникот. И тука е сега зошто се работи за државни удари. Никогаш не реагира ни една институција. Да. Значи, учеството на тајната полиција, на МВР е докажано во тие удари. Да. Учеството на Уставниот суд кој молчи денеска не носи одлука за изборот на Талјат, за референдумот, за законот за јазици. Па би било добро да го завршиме параграфот 27, 26, за точно да се стават овие работи во контекст. Значи, понатаму параграфот 26 вели: откако било согледано и особено земени во обзир историскиот и политички контекст во кој оспорената мерка била превземена, било заклучено дека било разумно од страна на легислатурата, односно законодавниот дом, да предпостави дека водечки лица во Комунистичката партија на Латвија имале антидемократско држење, односно антидемократски ставови, поради што Европскиот суд за човекови права пресуди дека немало прекршување на член 3 од протокол број 1. Конкретно, Европскиот суд за човекови права пресуди дека додека такви мерки не може да бидат прифатливи во контекст, например, на држава која што има долго воспоставени рамки на демократски институции, сепак може да се сметаат прифатливи во случајот на Латвија со оглед на историскиот и политички контекст кој водел до нејзиното установување, како и со оглед на заканата кон новиот демократски поредок поставена од препородот на идеи на кои, доколку им се дозволи да здобијат корени, можат да станат способни да го возвратат тоталитарниот режим. Тоа се случи во Македонија со действијата на Глигоров првите 2 години. Тоа е. Сега, латвиците имале среќа, што тие немале вакви национални проблеми, поништување на државата Латвија, како што Македонија ги има. Остановањето на комунистичкиот систем не беше само да се задржи системот,
беше да се растури Македонија. Еве тоа го гледаме денеска, веќе на сите им е јасно. Иако тоа беше јасно уште тогаш. Промената на името беше зачеток на проблемот. Да. Иако, ако се читат мемуари на неколку битни луѓе, мислам дека тука е оној грк, како беше името, генерал Фрчкос што донесе во Македонија, Грилакис. Грилакис, ако се читаат на германскиот, сме ги качувале. Да, овој на Ш. Така беше. Да, добро. Секаде стои дека тогаш Америка и дел од европските земји биле заинтересирани Македонија да се стекне со самостојност и да биде признаена под уставното име Република Македонија. Така да јасна е улогата на Глигоров. Јасна е улогата зошто е правена таа влада так, зошто се правени си тие кршења на устав. Това се државни удари за кои се одговара за велепредавство. Секаде учесниците во државни удари се судат. Да. И тоа што го направиле тие е ништавно. Да. И па сега тука, впрочем, е и принципот на, односно разликата во принципи, судирот во принципи кој што најдуваме со наводните решенија на Мицковски и нашето Да. решение. Решенијата на Мицковски се решение вака. Имаме кола со дупната гума. И тој вели да ставиме спойлер, Да, ќе оди побрзо. да. Или да ставиме поголем мотор, колата ќе оди побрзо. А гумата е А проблем. гумата е проблем. Сега, ние затоа тој вели да идеме напред, значи да го прифатиме ова што е Креспанскиот договор, да ја прифатиме ситуацијата како што е таква и сега по таа сега ние треба да живееме во таа реалност, да прифатиме дека дека тие одлуки имаат некаков легитимитет и сега да се треба на легитимен начин политички да ги собориме или математички. Проблемот е во минатото. Да. Проблемот е во овие работи. Проблемот е во Киро Глигоров, во одлугите на Глигоров, во одлугите на собранието од 92-94, потоа другото собрание нелегитимно од 94-98 и така натаму. Значи, решенијата на сите проблеми што постојат на светот, обично се во минатото. Да. Еве решението на обидот да се сруши градата на Билче со купување на пратеници. Да. Постојат документи, книга постои жив сведок кој е инструиран од службата да го руши Љупчо. Да. Јас сум сведок дека Стојменов ги купуваше пратениците. Да. Тоа се е државен удар. Да. И сега Мицковски вели сега една многу како да кажам вешта манипулација. Но тој ќе се залага сите економски криминали да бидат процесирани и да се симне кај нив застареноста. Да. Ајде. Па добро, сега тоа е значи онаа стандардната линија која што сите лидери на опозицијата, посебно на оваа десетичарската опозиција, мора да ја кажат, ете, кидаме да истражуваме приватизацијата. И тоа е веќе 30 години. Тоа е на Тито. Ова не е од денеска, мислам. Деца во школото го изучиле убаво. Тито беше да мора да имаш куќа, врат и стан. Испитување на потеклото на имотот. Тоа беа будали. Никој не ги чепна оние кои не можеа да докажат имот во тоа време. Јас го искусив тоа на наша кожа. На моето семејство му се испитуваше иметот. На татко ми и на мајка ми, кои од стекнатото наследство градеа куќа. Не, од шверц. Това и сега сите договори за продажба да ги даваш на тој инспекторот да ги гледа и гледа дека помалку пари се вложени во куќата, одошто се земени пари од продавањето на имотите. Ама во цело Куманово е
на Душко и на деца им се ги кае криминалот. Да, колку куќи се изградија од И сега- државно јасно. Значи, пак да дојдеме. Што ќе прави Мицковски ако во криминалот сега, една хипотетика, ако успее да донесе таков закон и да почне се испитување на криминалот. И дојде до еден куп луѓе кои стекнале незаконски ги стекнале имотите како соработници на службата. А такви се 95%. Тие пари ги добиле како награда за нивните дејанија. И повторно значи ќе застане. Па ништо нема да може затоа што тогаш според одлуката на Уставниот суд за законот за лустрација, сето тоа било работено за целите на владите на републиката и сето тоа било во ред. Да. Но, а тоа Мицковски, ова е по втор пат, по трет пат мислам. Да не мафта со вакви работи, ако сериозно мисли дека ќе направи, дека сака да направи нешто, единствен пат е да е, ако дојде на власт, не му требаат ни 80, ни 1, ни ништо. Му требаат 61 пратени. Не мора се од негова партија сите. Да, коалиција да формира влада. Да формира влада. Бидејќи тој не го прифати она што го пишувавме ние, дека треба да поднесе барања, услови како ќе учествува во изборите, да се промени изборниот закон и да се промени законот за влада. Да. Тука тој и тука е тоа е еден момент во кој покажува дека тој не сака да се расчисти ништо. Да. Со ако победи има 61 пратени. Резолуцијата 1096 нуди решение за во членот 7 нуди решение како да се премости застарувањето. Еве го членот 7. Собранието исто така препорачува казнивите дејства што биле сторени за време на комунистичкиот тоталитарен режим да се гонат и казнуваат врз основа на општоважечките казнени закони. Сака. Доколку тие предвидуваат застарување на одредени злосторства, рокот може да се продолжи бидејќи се работи за процедурално, а не за содржинско значење. Доколку донесувањето и употребата на ретроактивни казнени закони е забрането, но дозволено е судење и казнување лица врз дејства или пропуштања кои во време на сторувањето не биле казневи според домашното право, казневи се согласно со општите начала на правото на цивилизираните народи. Додолку повеќе, доколку лицето ги прекршувало човековите права, неговиот приговор дека само извршувал наредби не ја исклучува ниту противправноста, ниту неговата индивидуална вина. Значи, за потребите на владите Не важи. не важи. Да, Тука- значи, дури и она законот велеше така, значи и тоа не важи, затоа што тука тој вели дека се прекршувале човековите права и дека едноставно тоа било против начелата, општо прифатените начела на цивилизираните народи. Тоа е точно. Сега. Мислам дека не знам дали треба да кажеме уште нешто. Па, вака, јас би Да. заклучил со ова. Да. Еве, мој совет до Мицковски. Вчерашните избори ги коментиравме приватно. Да. Односно ги правевме наши прогнози едно друго. Моја прогноза беше отприлика дека ова ќе биде Да, дека ова ќе се случи, дека ќе победат либералите. либералите, да. Зошто? Затоа што лидерот на конзервативната партија беше премногу и е премногу неефективен и е премногу центристички. Човекот едноставно никогаш не застана како вистински десничар и не се одвои од него во својата платформа и во своето однесување, не се одвои доволно од левите партии. Тој едноставно го копираше Джастин Трудо на начин на кој што тој сметаше дека може да го копира. Меѓутоа, значи не правеше онај стоеви на раце и едно друго, гимнастика не правеше и не одеше по геј паради, туку во неговата платформа. Па дури дојде и тој да бара расисти насекаде. Значи,
И што се случи? На Изгуби. крај изгуби. Тоа го чека и Мицковски. Мицковски лани околу референдумот се држеше некоја си рибани девојка, ете му дозволувавме некој си простор да каже, да видиме можеби на крајот дека можеби ќе направи некој потек, меѓутоа ништо не направи. Тој едноставно не коментираше ништо и на денот на референдумот не излезе. Да. Кога народот од него бараше нешто посериозно. Народот сакаше да ја види неговата посветеност кон каузата. Па дали било исправно или неисправно, друго е. Тука зборуваме за перцепцијата на народот. Со неговиот избор за Јога Гога за кандидат на ВМРО ДПМНЕ, уште само го потврди сомнежот на народот дека овој човек не е исправниот човек за Македонија, бидејќи зборуваме за фундаментално националистички против суверенистички проблем. Зборуваме за проблем дали сакаме да правиме наша држава или сакаме државата да пропадне и ние да станеме дел од големото меѓународно семејство на народи, како ќе го крстат сега каков совет на какви социјалистички советски републики, ќе видиме. Да. Меѓутоа и тој и таа држава ќе добие повторно некакво си бирократско звање кое што нема да има никаква врска со Македонија. Значи, проблемот е тој. Не е проблемот 500 евра плата или 450 евра плата, затоа што платата секогаш ќе биде никаква во држава која што ја управуваат луѓе без кичма. Проблемот е дали ќе правиме држава или нема да правиме држава. Мицковски, во сето она што досега го направил, не се изјаснил јасно на тој став. Тој е лидер на националистичка партија, а се покажу единствено се труди да ги покаже своите на национална партија, нема националистичка, одма разбираат тоа кога ќе го слушат левациве националистичка, одма мислат дека тоа е фашизам, дека тоа е готово. Одиме со ножеви, со сабли, колеме низ улица. Со леваците нема зборување, зашто тие не сакаат дискусија и тие ќе најдат во се ќе најдат. Тој значи како лидер на националистичката партија или националната партија, партијата за македонско национално единство. Тој е оној кој што мора да бидне на браникот на македонскиот национализам, а не тој да продава колку голем кредибилитет има како глобалист и како интернационалист. Точно така. Не е ВМРО не е партијата што треба да го донесе на Македонија првиот председател жена. ВМРО е партијата која што на Македонија треба да ја донесе национално единство. ВМРО е партијата која што македонската држава мора да ја направи, да ја издигне и да го заврши сонот за македонска независна обединета држава. И демократска држава. Да. И уште за крај од мене збор 2. Македонскиот народ прати јасна порака на референдумот, прати јасна порака на изборите за председател на државата. Бара конечно некој кој ќе излезе каже да, јас ќе ги исчистам сите петна, сите злостори од 90-та па навака, да не одиме понатак. А единствено може да ги исчисти ако ја покане лустрацијата и ја растови удба. Одне толку. Да, на тој начин се решава спорот со името, на тој начин се решава проблеми во државата. Да. Се надеваме дека ќе останете и понатака со нас, дека и овој пат успеавме да го задржиме вашето внимание и се надеваме дека ќе останете со нас во нашата борба да ја осознаеме и распространиме вистината, затоа што само вистината е она што ќе не ослободи. Инаку ќе заборав многу важна работа. Сите вие кои не гледате, ќе треба да знаете дека ако Мицковски продолжи со ваква реторика, дека мора се подготвени за сериозен бойкот на изборите. Само така нема да дадеме легитимитет, нека излезат, тие ќе направат влада и со 10% ако излезат на гласање, ќе ги поделат меѓу себе мандатите, ќе направат влада, ќе направат се, но ќе немаат легитимитет. Затоа поракава мора да ја пренесуваме, дека сме подготвени тоа сериозно за бойкот на овие избори, ако и ќе агитираме колку што можеме повеќе. Диаспората не е за фрлање и ќе издействуваме бойкот да биде сериозен. Довидување. До следниот пат. До следниот пат.